Националната мрежа против насилство врз жени и семено насилство од 2019 година започна да работи на процесот на реинтеграција и рехабилитација на жени жртви кои ја напуштиле населената средина. Направивме истражување во Скопје и во Куманово и дојдовме до наоди дека жените откако ја напуштаат населената средина имаат повеќе различни потреби за да може целосно да го напуштат насилството и да се реинтегрираат во општеството. И од тоа произлезе предлог модел за реинтеграција и рехабилитација кој што се базира на 5 столбови. Пред се најважен прв столб ни е поддржаното домување, кое што би требало да трае од 6 месеци до 2 години, каде што на жената која што е напуштила населената средина и се обезбедува некоја форма на домување, меѓутоа има, да речеме, субвенција за кирија или има обезбедена куќа, стан за домување во период од 6 месеци до 2 години, додека таа стане економски независна, односно ја понудиме помош при вработување, нејзините деца се интегрираат во образовниот систем и таа економски независна нема потреба да се врати кај сторителот на насилство или пак да западне во нова насилна врска. На тој начин превенираме повеќе ризици, тоа е ризикот од бездомништво, ризикот од сиромаштија, но и ризикот од идно насилство, односно повторување на насилството кај жената и кај децата или пак влегување во таа нова насилна врска. И секако тука ни е потребна психосоцијална поддршка во одреден временски период и финансиска помош, изразена во различни форми. Со овие наоди ние започнавме и еден 3-годишен проект кој што се спроведува на ниво на Западен Балкан, на основа 6 балкански држави. Проектот е поддржан од Австриската агенција за развој и конкретно се фокусира на институционализирање на разни сервиси за реинтеграција во балканските држави. Ние работиме во Македонија. Одлучивме дека е подобро да работиме со членките на мрежата локално во 8 различни градови во Македонија и го повторуваме истиот процес што го направивме практично ние во Скопје. Истражуваме на терен, добиваме анализи, добиваме докази од тоа што е фактичката состојба со сервисите за реинтеграција во овие 8 градови. Зборуваме за Велес, Свети Николе, Радовиш, Струмица, Кавадарци, Прилеп, Битола и Тетово. Идејата е штом ги добиеме овие податоци и ги финализираме нашите анализи, ќе работиме со локалната самоуправа и локалните институции да се воспостават сервиси за реинтеграција во овие градови кои што може да функционираат регионално, да ги обслужуваат локалните граѓани.